Според информации од доктор Натали Иванова при регионалниот центар на Институтот за трансфузиона медицина во Штип, штипјани покажале голем интерес за крводарителската акција. До 12 часот и 30 минути биле собрани 30 единици крв. Голема благодарност до сите хумани луѓе кои издвоија време да дадат од својата драгоцена течност со која ќе спасат многу животи, не само од јавната администрација, туку и невработени и вработени во приватни фирми. Сите граѓани од Штип денес дојдоа и даруваат својата драгоцена течност. Илија Ќосевски, професор во Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов, иако по петти пат денес даруваше крв, за Канал Плюс телевизија истакна дека се вклучува и ќе се вклучува во секоја наредна крводарителска акција. Убаво е да се помага колку што можеме. Сигурно на некому ќе му пари треба оваа капка крв. Да. Ги следиш сите крводарителски акции? Па не толку често, али која е поголема акција, тоа обавезно. Младиот Мики Станојков по трети пат дарува крв, пред се знаејќи дека драгоцената течност ќе помогне да се спаси човечки живот. Да помогнеме на некој, нели? Може некој пат на нас ќе ни притреба, па за тоа не е. На акцијата присуствуваа и волонтери на општинската организација на Штипскиот Црвен крст. Да, ние волонтерите од Црвениот крст денес учествуваме на крводарителската акција и од Црвениот крст имаме пригодни поклони и благодарници за сите дарувачи на крв. Сепак голем број крводарители не чекаат да донираат крв само за време на крводарителските акции кои ги организира општинската организација на Црвениот крст во Штип. Доктор Натали Иванова истакнува дека во просториите на регионалниот центар на Институтот за трансфузиона медицина во Штип секојдневно доброволно доаѓаат хумани луѓе да даруваат дел од својата драгоцена течност. Доаѓаат во просек околу 10 дарители дневно и даруваат од својата крв. Таа крв потоа е наменета за пациенти кои што се на клиничка болница во Штип или пак во другите градови ако има потреба. Значи ние како регионален центар од Институтот за трансфузиона медицина ги снабдуваме сите болници кои се наоѓаат во Источна Македонија со крв. Никола Камчев, секретар на општинската организација на Црвен крст Штип, истакна дека ова е 30-та поред крводарителска акција во текот на 2015 година и најави нови крводарителски акции во текот на секој нареден месец.